Знаеш као? Не гам на столче сам. Това е много рандом дешавка денес, ама идам да се татуирам. Сега медали за успеси, ще си реда. Еме тоа се бичови кај што сум бил и светот. Не сум ја Тито. Да, почна солзена на така. Да. Ајде, што многу и готово. Така да те држам за другото раче. За човек што немате со ваги храна и изборот. Здраве, да си ја носиш. Да си ја гледаш и да ја сакаш и да те учи и да те мотивира и да те дружи и да одиме. После извесен период на разговор со себе и рефлексија и оставање малку простор на тетоважата да заживее во мене, дојде желба да ја овековечам оваа промена со една фотосесија. Светлото ќе го дигнеш сега на сонцето. Оп. Оу, шит! Ова го барам. О, вау, одма. Тука. Одлично, човече. Искористив моите реинкарнирачки моки што го извадив Тутунџиев од пензија за да ме слика. Do you still got it? О, do you still got Do you it? still got it? You never lost it. Као пензионер. Абе, чивча една. Што бе? Чивча една. Многу сме горди на вас. Благодариме. Со сликиве сакам да доловам како се осеќам и basically како живеам изминатиот период. Стој така, Радмилче. Браво, Соки. Земи малце воздух, Соки. Тебе те однесол Темјанов, ја далеку сум. Тебе те зел. Ти ме прочисти. Ти знаеш ли колку си зади ме, не се гледаш. Не се гледаш. Снимој тим веќе полека. Е па да го вратиме. Опа, тоа ми требаше. Тоа. Па тоа. Олеле. Браво, добар сеш. А ова имаме за шемети. Добар ли си? Ле. Не си ту. Ле, човече. Гъската бацам попосле. Лев или 10? Темјанов ме отвори. А вака? Да тур. Ајде. Ајде, Чичо. Ајде, Чичин. Ајде, Чичо. Чекај да дотуриме. Као мал, иначе, кога идев од црква, не можев да поднесам темјан, ми се слошуваше и искачав надвор и ми се вртеше и ми беше многу језиво, многу гадно. Што е знак? Па да, знам, ама ајде ти кажи. Грешник. Да. Многу убаво. Концизно кажано. I finally finished my tattoo. The eye palm tattoo. Што сите додека ја имав, пошто долго беше процесот, онака како се познаваше многу од тетоважата, додека ми беше во изработка. Највеќе прашање дојав кој што ти е проблемот, као зашто од внатре. Од внатре, затоа што сакам да гледам во себе. Затоа што имам очи за надвор. Окото што ми е од внатре, сакам да гледа кон мене, да гледам внатре во себе. Од тука почиња мојот свет, од внатре од мене. И тоа ми е јадрото. Као околу мене има други јадра на секаде со кои што се спојувам, речам. Зашто е око за да гледа, зашто е плаво, пошто окото на Кике е плаво. И пошто моето трето око е плаво, затоа што јас така само го имам доживеано, јас си го доживувам како плаво. Така го имам видено, визуализирано уз медитација. Па и без медитација. Ствари цело време сум медитација и сега више и кога не медитирам сум медитација. Тоа ми беше целта што сакав да ја постигнам со редовна медитација. Така што сега сум тука на ова прекрасно место во овој рај што се наоѓа доста блиску до мене, до дома. И јас го викам дома. Сакам да ја представам таа уметност со помош на перо. Фала перо.
форма на фотографии. Фала ти Боби што ми ја направи тетоважата и што се согласи да тетовираш од внатрешна рака, иако знаеш дека ќе ми ја снема тетоважата за некое време, за 5-6 месеци максимум. Не ни знам, мислам, немам зашто ја претпоставувам колку време ќе ми стои тетоважата, али тоа ми беше уште една од поголемите поенти зашто сакам да ми биде од внатре, баш затоа што ќе се избрише. Као јас не би сакал да ми се избрише тетоважа, као I love it. Стварно као долго време ја сакав. Негде година дена можеби помина од како си ја посакав додека да ја направам, можеби повеќе. Така што не би сакал да снема за помалку од година, али тоа верувам дека ќе биде мојот тест и мојот напредок кон detachment. Као стварно сакам да се научам многу полесно да се детачнувам од работи, пошто не сум бил способен да let go-нам од ствари, не сум бил способен да се детачнам од нешто што сум навикнат. У модерно време тоа се вика комфорт зона, за многу работи се поистоветува комфорт зона со дури едно од работите со кои што се поистоветува комфорт зона е тоа што јас го викам attachment, а всушност тоа е некое емоционално поврзување со работи, што не е лошо да го имаш, убаво емоционално да се поврзаш со работи. Јас сум емоционално поврзан за све околу мене, за воздухов што е тука пред мене неколку сантиметри. Али сакам да кажам, кога осеќаш дека одредени работи ти се веќе вишак и дека не ти се потребни веќе од тебе, тогаш да научиш да ги пуштиш, да знаеш, да бидеш вешт како да ги пуштиш да одат и да си го најдат местото што е нивно. Ако веќе ова место, ова тело или ова подрачје, но околу тебе што е, пошто можеби не е само телото, можеби имаме малце околу телото што е пак наш personal space. Така се вика во Америка personal space, во Индија валјда се вика аура. Едноставно тие работи да не напуштат, да го напуштат нашиот ум, да престанат да не преоптоваруваат ако не ни се потребни, нели? Така што со гордост си го носам ова парче уметност на мене и го сакам светот, те сакам. Love you.